Денеска е недела после просветление, односно после богојавлението, и има посебен апостол кој се чита и денеска него ќе го толкуваме. Значи не оди по редоследот на неделните апостоли, туку денеска е од светиот апостол Тимотеј апостолот и тој ќе го толкуваме. Вели, бидејќи се осветува преку Словото Божјо и со молитва. Ова советувајќи го на браќата да бидеш добар учител на Исус Христос, хранет со зборовите на верата и доброто учење што си го следел до сега. Браќи и сестри, апостолите поставале за своји наследници проверени луѓе. Не луѓе што ќе дојдат прв пат во црквата, ајде ти сега немаме кој, туку ги проверувале луѓето дали се стабилни во учењето на црквата. Зашто ако некој е нестабилен, тој ќе биде повеќе на соблазна кај верните отколку што ќе направи некакво Божјо дело. Затоа е потребно, затоа им кажува апостол Павле во ова послание Тимотеј, кој се подготвувал исто така за епископ и понатаму станал епископ, ама им го советува, го учи на кој начин црквата треба да се развива. И затоа ги кажува овие зборови кои се упатени во суштина и за сите понатамошни кандидати кои ќе служат во црквата. Секој од нас треба да е проверен. Непроверен може да биде некое кратко време да издржи човек, да го поставиш на служба и после да се покаже дека не е соодветен. Меѓутоа, ако е по проверка, особено епископите треба да се по проверка, по долго време да се проверуваат, затоа што велам некое кратко време, човек можеби и ќе издржи и ќе направи една слика дека е добар, ама на подолг период ќе се покаже дека неговиот избор за тоа место не бил соодветен. Отфрлајте ги нечистите и бабски приказни. Пазите колку има бабски приказни сега и во времето во кое што живееме, луѓето одат по бајачи, по гатачи, ова така, тоа значи. Не одите по бајачи. Ја користе слабоста и невниманието на луѓето. Не знам, луѓето се разболел, нешто ги мисли дека спасение ќе најде кај бајачот или гатачот. И тој ќе му вели апостол Павле, немојте, вели, отфрлајте ги нечистите и бабските приказни. Затоа што тие имаат, ајде дури да решам дека и немаат корист. Тие луѓе доброволно го прават, како што сами се изјавуваат дека од Бога добиле порака да го прават тоа дело што го прават. Дури, велам и така нека е по зборовите ними, од Бога да знае се сигурно не го добили. Зашто не може и тие Господ да биде контраверзен. По претходната реченица прочитавме и го толкувавме тоа, дека треба да се проверуваат слугите Божи. И сега што ги проверуваме бајачите и гатачите? Ако не го прават, велам тоа за пари, дури да не го прават, има може би и такви искрени, сакам да го остралам, да не го прават за пари, кога го прават, си се заблудени. Ама ние треба свесни да сме дека тие луѓе се заблудени.
дека не носат вистина, дека не ја носат Божјата порака, уште подобро. А вежбај се во благочестието, му вели на Тимотеја. Апостол Павле. Значи, вежбај се во нешто е добро, благочестиво е правата вера на христијаните, благочестие. Таа истинската побожност, правата и проверена побожност се вика благочестие. Ево тоа вежбајте, му вели апостол Павле. Зашто телесното вежбање донесува мала полза. Колку диши денес подолку, особено во големите гради, во теретана. Одат вежбат и големи чуди што ќе направат такви мускули на раците и на нозете. Тоа донесува мала полза, вели апостол Павле, и тогаш немало теретани. Ама сигурно луѓето вежбали и тогаш. Олимписките игри се пред уште апостол Павле на пред Олимписките игри вежбале сите за да го победат противникот. Дали во техниката на борење или во некоја друга техника или во техниката на трчање, се едно, ама тоа донесува мала полза, вели апостол Павле. А благочестието е полезно за се, а правата вера, како вели, е полезна за себе, е правата вера, полезна. Значи, од една страна не се гледа дека сте ставили некои мускули на раците, на нозите, ако не вежбате физички. Ама вежбајте во верата. Тоа го гледа Господ. Не гледа какви ви се мускулите. Гледа каква ви е верата, дали е чиста или не е чиста. Со други зборови, дали е благочестива или не. Бидејќи во себе има ветување и за сегашниот и за идниот живот. Сегашниот има ветување дека нема да ни даде повеќе искушениот колку што можеме да издржиме. А за идниот е многу поголемо ветување, дека ќе ни го даде Царството Божие. Само треба да издржиме и во сегашниот, за да следиме идниот живот. А ако сме христијани, на тоа ќе ставиме цел. А не да вежбаме во теретана. Како што во тоа време вежбале. Значи не е некоја новина дека сега теретаните ги прават вежбале уште во времето на Александар Велики, пуштал на Олимписки игри да учествуваат во Олимпија, градот во Грција, каде се одржуваше Олимписките игри. И за тоа се вежбале, цела година се вежбале. Затоа се трудиме и се бориме, зашто се надеваме на живиот Бог кој е спасител на сите луѓе, а посебно на верните. Сестри, вие бува како да вели некој, прво любите луѓето во вашата фамилија, после комшијата, после сите други во селото и сите ги сакате, никого не одрекуваме дека го сакаме. Ама љубовта има хиерархија, има прв, втор, трет, четврт. Кого сакаш прв, кого втор, кого трет. Како ова да ни го вели, како да ни го објаснува апостол Павле. Прво верните ги љубиме, зашто сме ајде, со мандра рече ќе се изјаснам, сме на иста фреквенција. Исти сваќање имаме со верните. Значи, и тие исто го толкуваат ова што го читаме, како што го толкува епископот, како што го толкуваат свештениците, како што го толкуваат луѓето кои го познаваат тоа.
Тоа не прави да работиме со други збори на иста фреквенција. Логично е сега прво во семејството да биде тоа. Зошто најчесто сме во врска и најблиска врска во семејството. Од мали ги гледаме децата, од мали ги воспитуваме децата. И од фактички се доближуваме или ни ви доближуваме до реалноста, која ја живееме и ние. Сакаме нешто лошо да им пренесеме на децата. Значи, невозможно е. На друго место вели апостол Павле, ако ви побар лев, вие ќе му дадете змија на детето собствено. Тоа е исто. Значи, прво, и то првоверните ги почитуваме, затоа што имаме ист начин на поглед на светот. А тоа е многу важно, каков светоглед имаме. Значи, каде почнува да постои светот и како ќе заврши. И тоа не доближува и нас во семејството, и во манастир, ако живее човек во манастир, и сите оние кои имат исто видување или светоглед. Тоа сака да го кача апостол Павле. Ова заведеј го и чувај го. Никој нека не предира твојата младост, туку на верните биди им пример во словото и во поведението, во љубов, во дух, во вера и чистота. Никој нека не предира твојата младост, или младост мој, ама оддаден на вера. И сега многу луѓе ги префабава и малија, тоа е го што ќе се зборува. Да, тоа нека им го кажува апостол Павле, ти биди сериозен. Нека се постои, нека се провера твоите збори, не очекувај дека веднаш луѓето ќе тргнат по тебе. Ќе го проверат и дека треба да биде сериозните луѓе проверуваат прво. Денес политичарите не кажуваат се и се што. Ама ние сме наивни ако не го провериме тоа. Ќе го провериме дали е така. И тоа му вели апостол Павле, провери, нека проверат луѓето дали твојата младост ти штети. Не, младоста вистина е неискусна од една страна. Не е искусна колку возрастноста или староста. Кај човек, ама од друга страна има многу енергија. Човек колку што има енергија во младоста, нема во позрели години. Значи, од една страна има и предност, ама има и недостаток. Како да му вели, немојте луѓе да ги гледате недостатоците на младост. Гледајте ги предностите на младоста. А тој, со тека време и вака така ќе постане наш возрастен зрел. Ама тоа што сега го има, енергијата, пожртвуваност, ќе нема во кој ќе биде возрастен. Тоа сака апостол Павле да им го каже, додека дојдам, му вели на апостол Павле, на Тимотеја, посвети се на читање и утешување и поучување. Значи, немој да предемаш, денеска модерно да речеме, проекти големи, како е некоја црква да се направи. Туку посвети се на читање додека дојдем, а потоа, како ќе се консултираш со мене, предели го тоа, што го може да е добро тоа, што го намислуваш. Ама немој ништо со други зборови без благослов да правиш. Посвети се на читање, затоа имаш благослов. Читај, а има толку многу, што тогаш има толку многу за читање, а камо ли сега.
утешување и поучување. Значи, толку народ околу тебе има потреба од утешување и поучување, ти посвети се на тоа. Не занемарувај го дарот што е во тебе, а кој ти беше даден преку пророштво, со раководење, со ракополагање од презвитерите. Значи, голем дарот на свештенството, браќи и сестри. Кога се става раката на главата на еден свештеник кој се ракополага, како е што велиме на крштение, што му се брише се, што било непродуктивно во неговиот живот, така се брише и од свештеникот се. Нов човек станува. Тоа го нагласува апостол Павле. Тимотеј бил презвитер, не бил уште епископ, кога му го пишува ова апостол Павле. Меѓутоа, кажува тие подстапности низ кои поминува повеќето од оние кои се повикани да ги служат во црквата. Кон ова насочи, биди во тоа, да твојот успех да им стане јасен на сите. Значи, насочи се да бидеш светло, со други збори му вели, во околината. Тоа нема некој да го види. Може би има злоба, завист, може би го мразел татко ти, како да му рече на Тимотеја, сега и тебе ги те мрази. Ама не значи тоа дека ти не треба да бидеш добар со него. Ти сведочи го Христа. А кога ќе му се отворат очите на другиот да види, тогаш ќе види. Тоа значи ова. Види во тоа твојот успех да им стане јасен на сите. Значи, време треба да им стане јасен на сите. Не може одеднаш го ракополагајше Тимотеја за презвитер и одмah тој ќе биде светлото. Не, поленка секој да во зависност од тоа како го добива сознанието за вистината. Внимавај на себе и на учењето, биди истрен во тоа, зашто тоа правијќи го, ќе се спасиш и себе си и оние кои те слушаат. Ето е начинот наш, на епископите, на презвитерите, на сите што сакаат да живеат црковни живот. Исполнувај го со други зборови, она што го проповедаш и она што го бавиш од другите. Ако ти го исполнуваш, како епископ, како свештеник, тогаш лесно ќе го примети народот. Вела би во сите потешкоти кои ги наброја претходно. И тоа ќе помине, може годин да помина, ама тоа ќе се види еднаш. Кој бил тој човек? Не може да туриш пепел, што велат на животот на некого. Тоа се гледа. Ние луѓето сме светлина. Просветлени сме и во лицето. И ако тоа сме вистински просветлени, тоа не може да го примети народ. Кој онај што свети ќе рече? Ајде, кој ти го како му светно го лицето? Не му светно, може и на светителите им светно и лицето, ама важно е што се просветлени преку зборовите што ги искажуват. Ки ги види зборовите на другиот, ќе го осетиш одно, ние често бачиме печато. Колку сме и поводрасни, имаме повеќе искуство за побрзо да ги разбираме луѓето. И тоа го доживуваме, тоа го сваќаме, тоа го правиме. Ете, тоа апостол Павле така да ни го каже. Затоа, браќи и сестри, секогаш да ги почитуваме овие зборови на апостол,
Особено овие кои се кажани на луѓе кои треба да ја водат црквата како што била апостол Тимофеј. Милоста Божја да биде на вас, да ви чува во сите дни на вашето живот.